Земјоделците производители на ориз повторно излегоа на протест. Иако најавија, не го блокираа магистралниот пат Кочани-Штип во Облешево, бидејќи не сакале другите граѓани да страдаат поради нивните маки. Се пожалија дека на прагот е новата сеидбена сезона, а тие го чуваат минатогодишното производство во амбарите. Велат дека немаат пари за да ги подготват површините и да купат репроматеријали. Во моментот, откупните цени се на максимално ниско ниво, а бавно оди откупот и кај трговско-преработувачките предпријатија. Од 55 оризо го симнаа на 40 динара и вика неќеме го. На 40 динара, нема 45 бе, како на 35. Турското семе е 35. Вика не ми го донасај. Нема пари за гориво, нема пари за ѓубре, нема пари за препарати, нема пари за опстанок дома. За струјата нема пари. Добајат белешки за струјата нема пари. Што да сееме кога нема ништо аир од него. На народот стоат оризо по магазините. Земјоделците не се задоволни што веќе 2 недели чекаат конкретен одговор од државата дали ќе изврши интервентен откуп за стоковите резерви. Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато од Кочани доставило писмено барање до Министерството за земјоделство, но состојбата се уште е непроменета. Ако не се откупи оризовата арпа и белиот ориз од реколта 2015 година, не можеме да започнеме новата сезона која е на 10-15 дена пред сидба. Значи, прво барање, ако не ни одговори позитивно со откуп за државни резерви, второ барање наше водостопанско предпријатие нема потреба да пушти за новата сезона наводнителна вода. Земјоделците пред 2 недели остварија средба со министерот за земјоделство Михаил Цветков, кој им одговорил дека ќе го разгледа барањето дали може да се направи интервентен откуп за стоковите резерви. Исто така, тој потенцирал дека државата не може да влијае врз откупните цени со оглед што се работи за берзански производ, односно тие зависат од понудата и побројувачката на пазарот. Протестот на оризопроизводителите помина мирно. Тие рекоа дека овој пат им ги нема земјоделците контрапротестанти што се појавија во Облешево пред 2 недели, па затоа немало ни потреба од присуство на полицијата. Нивна проценка е дека од минатогодишното производство досега е откупена само 1/3, а другиот ориз си го чуваат дома.